Еко-концертот кој што е предвиден за денеска во Домот на култура во Скопје 11 октомври станува збор за еко-концерт кој што се одржува традиционално секоја година и на кој ќе настапи мандолинскиот оркестар Скопје. За каков еко-концерт поточно станува збор, односно што кажува самиот збор еко, во продолжение слушаме многу повеќе од мојот денешен гостин, диригент Ерхан Шукри. Добро утро и добро дојдовте во утринската. Добро утро, добар ден. Баш ме радува што повторно сум гостин кај вас во емисија. Значи, Мандолинскиот оркестар Скопје веќе наназад години, како што е познато на јавноста, прави концерти, меѓу кои во нашата агенда се тие еко-концерти. Така да оваа година, конкретно ова ќе ни биде втор концерт поред што ќе го правиме со таа тематика. И многу ни е драго што тој концерт ќе се одржи во Домот на културата во Оченто, новиот дом ова. Така да е еден прекрасен дом, прекрасна сала има. И самиот наслов еко-концерти наведува на тоа дека ние во соработка заедно со Нула отпад, како што споменав неколку години, ги организираме тие концерти каде сакаме да ја подигнеме јавната свест, екосвест и да влијаме пред се на младите, каде што ние наместо билет нека носат батерија или било каков електронски вид што е потрошен и да на самите концерти уствари да ние подариме концерт, а да публиката што ќе дојде едноставно да остави некако вид на електронски отпад и се надеваме така дека со нашите концерти малку влијаеме на средината за да ја подигнеме таа свест и да имаме некоја почиста околина. Дефинитивно влијаете со оглед на тоа дека навистина со вакви концерти и манифестации каде што има некој невообичаен влез, етен невообичаен момент како што напоменавте и вие, станува интересно за самата публика и на тој начин учат многу повеќе и се подигнува самата јавна свест. Би сакала да слушнеме и нешто повеќе околу тоа која е програмата која што е предвидена за еко-концерт. Да, Мандолинскиот оркестар реално веќе репертоарот како што избинува време се шири да кажам и веќе растеме на тој план, така да и денеска ќе свириме некои композити што се можеби за прв пат ќе ги изведеме, така да са композиции дел од програмата можеме да наведам, а другото нека остане за публиката која ќе дојде да види. Значи тука е мојот омилен композитор, италијански композитор Мандонико, ќе изгледаме на свита за Мандолински оркестар. Тука е Таке Христич, нашиот македонски композитор, Суита Рустикана, Арањес од Родриго за Мандолински оркестар. Се разбира дека тука ќе изведеме и од нашиот Бранџолица, нашиот композитор македонски Љубомир Бранџолица, една игра, а другото нека дојде публиката, нека слуша и го жива. Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да го најавиме еко-концертот. Ви благодарам на поканата. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека сите информации за еко-концертот кој што се одржува денеска во Скопје беа добро дојдени за нашите гледачи.